Здраво! Вака понеделнички со нови сили. Започнуваме уште едно дружење. Ја започнуваме најновата понеделничка епизода од емисијата Лајт, а во неа ви сервиравме интересни информации. Едната од нив се однесува на Autodesk Македонија, кои продолжуваат со спроведување на курсевите, а исто така ќе дознаете и зошто девојките се склони кон проституција. Спроведено е истражување на ниво на овој регион, каде што се опфатени и Македонија и Србија. Вели дека едноставно проституцијата цвета, а зошто девојките се склони на ова? Ќе дознаете доколку го проследите подготвениот прилог. Иако звучи чудно, многу жени во проституција се навлекуваат доброволно, а најновото спроведено истражување ни ги открива и причините за таа нивна одлука. Интересно е што истражувањето е спроведено токму во нашиот регион, а меѓу другите се опфатени и Македонија и Србија. Експертите заклучиле дека на нашите простори проституцијата цвета. Но ајде да се навратиме на причините. Експертите истакнале дека во проституцијата најчесто се впуштаат девојките кои во детството биле сексуално злоупотребувани. Нормално дека друга причина се финансиите, за трета наведена причина да биде помислата дека проститутките уживаат во својата работа. Самостални се, а ваквото размислување обично го имаат жените кои сакаат да ги менуваат партнерите и не го сакаат животот кој го има традиционалната жена. Една проститутка во својата изјава навела дека и се допаѓа тоа што работи кога сака и нема шеф за да ја контролира. Постојано запознава нови луѓе и тоа ја прави среќна. Сепак, колку и на прв поглед оваа професија да изгледа едноставно, не е така. Враќањето од овој пат е многу тешка мисија, а за многу девојки е и невозможна. И да им се посреќи, и да се извлечат, тие не напредуваат. Повторно се враќаат на истото ниво од кој започнале. Тешко им е на девојките кога се депилираат, ама ова искуство сега го имаат и мажите. А погледнете како реагираат. За благородна кауза вреди да се издржи малку болка. Или барем тоа е она што овие луѓе го помислија. Нивната цел беше да ја прошират свеста за ракот на тестисите. Мажите кои ги гледате во видеото, за таа цел се согласија на депилација со восок под појасот. Ова ќе ве насмее, ама сега барем тие знаат како име на жените. Само се прашувам каде е машкоста во видеото. Autodesk Македонија продолжуваат и понатаму со спроведување на курсевите за усовршување на програмот 3D Max. Зашто станува збор, каде беа сега, што ќе се случува на ниво на Штип, ќе дознаете од подготвениот прилог. Autodesk Македонија продолжува со реализација на веќе замислената агенда. Познати се нивните активности во Штип, но обуки се спроведуваат и во други градови од државата. Чев презентација во која учествуваа студентите, целиот тим од Autodesk Македонија, вклучувајќи ги и тренерите од Штип, од Битола, од Скопје, од Тетово, значи сите заедно се собравме и одржавме едно генерално речеме workshop во American College пред студентите во одделот за архитектура и имаше, мислам дека исто така имавме студенти и од одделот за entertainment. Имаше голема заинтересираност од нивна страна, бидејќи сепак се кај нив користи, исто така овој софтвер тие го изучуваат, но сега имаат шанса да видат како тие можат апликативно или да добијат некои искуства што би се користеле професионално. По Скопје следува Охрид. Значи исто така ќе имаме еден workshop кој што би требало да биде нешто како летување и учење воедно. Значи ќе имаме камп во кој што повеќе информации ќе имаме на нашата страна, во кој што луѓето ќе може да дојдат, да се дружиме, да се забавуваме, воедно да научиме нешто, од кое што наутро би имало часове за 3D Max
а поручек би требало да имаме размена со искуства со тренери што ќе доаѓаат од Србија, од Бугарија и слично. А кога штипе во прашање? До сега имавме 3 групи, во кои во првиот циклус на запишување имавме една група, во вториот циклус на запишување имавме 2 групи. Тие сега завршија, сега почнува, значи, третиот циклус на запишување на групи или четврта група. И треба да започнеме од оваа недела со предавањата. Ги имате потребните информации? Па сега, сите вие кои сте заинтересирани, можете да се приклучите на веќе пријавените курсисти. И на крајот од секое наше дружење следува предлог филм. Денес погледнете го филмот Робокоп од 2014 година во траење од час и 48 минути. Филмот е направен под режисерската палка на Джоуш Падиха. Жарн, акција, крими. Робокоп е човек полицаец. Неговата цел е да се бори против секој злосторник. Но што ако најголемите злосторници се оние кои го создале? Slow, boy. We're gonna put a man inside a machine. He's suffered fourth-degree burns over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? What kind of suit is this? It's not a suit. It's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical. Make him look, let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets, all wanted for murder. This is the future of American justice. И на крајот од секое наше дружење следува предлог филм.